Значи, ние се уште го немаме добиено ревизорскиот извештај, врз основа на кој што се констатирани неправилностите. Меѓутоа, од информациите кои што дојдоа и до вас, и до нас, утврдени се неправилности во делот на наплатата или начинот на наплата и пресметка на патните трошоци од страна на членовите на комисијата, односно на фиктивни наплата на патни трошоци врз основа на фиктивни налози, патни налози и налози кои што не соодветствуваат со активностите и агендата што ја имала комисијата и членовите. Дали очекувате да се отвори амандманската расправа за законот за јазиците? Оптимизмот на господинот Салат Джафери, што вчера сподели со новинарите дека за неколку дена ќе се реши проблемот со законот за јазиците. Како би се решил? Јас не би го коментирала председателот на Собранието на Република Македонија. Можам да изнесам став како подпредседател на Собранието на Република Македонија и пратеник од парламентарното мнозинство. Сите дебати кои што се одвиваат во однос на начинот и постапката, како да се постапи од сега натаму по законот за јазици, односно по поднесувањето на повеќе од 30.000 амандмани од страна на опозицијата за одредени членови на законот, треба да се одвиваат во рамките на уставните надлежности на Собранието, од една страна, и да се почитуваат надлежностите на самото собрание преку обврските што ги има согласно деловникот и Уставот на Република Македонија. Тоа значи дека Законот за јазиците е донесен во Собранието на Република Македонија. Сите спорни одредби кои што се предизвикаа јавна дебата и можност за укажување од страна на други органи, се ќе бидат предмет на разгледување на Венецијанската комисија, но повторно ќе истакнам, сите понатамошни постапки треба да се одвиваат во согласно планирањето на собраниските постапки, треба да се одвиваат согласно уставните надлежности на Собранието, согласно деловникот и Уставот. Тоа е од една страна, а од друга страна да не се создаде и блокада на работењето на Собранието и да се испочитува нормално демократската процедура и правото на пратениците да предлагаат амандмани. Може да се вратиме на обелоденувањето на председателот на овој скандал. Како го толкувате? Како оби да се амнестираат тие што не биле вклучени во овие активности или како можно да се предупреди тој ревизорски извештај да ние први објавивме па? Нека се постапува и дали ќе има евентуално критични пријави за... Не би го разбирам прашањето. Кој ја објавил вест? Председателот вчера имаше изјава. Добро. Во врска со злоупотребите што се биле правени. Добро. Толкувате ли ова како обид тој да се амнестира, да речеме го? Не може да се амнестира, бидејќи неговата надлежност во основа како одговорно лице на орган кој што треба да се грижи за законитоста во работењето на сите избрани функционери, меѓу кои што и тој истиот, треба да биде утврдување на законитоста во работењето и на членовите кои што тој ги раководи. Така што ние од тука и повикуваме на поднесување на неотповиклива оставка од страна на председателот и членовите, доколку тоа не се случи во најбрз можен рок, ние како собрание надлежно во изборот на членовите ќе го направиме тоа во нивно име, односно по наша иницијатива. Како? Јас мислам дека ниту еден ден повеќе не го дава правото за вршење на функција после ваков скандал. Особено од страна на антикорупцијска комисија, која што треба да се грижи за контролирање на законитоста во работењето на сите избрани функционери, вклучително и тие. Доаѓаме на прашањето кој ќе не чува чуварите во овој случај. За ДИК дознавме дали од ДВИ. Се поставува прашањето има ли некој механизам, начин за ние претходно да знаеме дали сите граѓани на оваа држава што се прави во тие дела каде што очигледно големи се парите, големи се нивните надлежности и можноста да располагаат со собствен буџет.
Значи, во рамките на дебатата која што се води и помеѓу групите во Собранието на Република Македонија, меѓутоа и со надворешните фактори, во делот на финансиската контрола и надзор што може да го прави Собранието на Република Македонија, отвараме прашања кои што изминативе 10 години воопшто не биле допрени, вклучително и независноста финансиска на Собранието, меѓутоа и на зголемените можности за финансиски надзор по ресори од страна на самите комисии кои што ги одобруваат и ги дискутираат буџетите на ресорните министерства и сите овие тела за кои што зборуваме. Меѓутоа факт е дека изминативе години, ако се сеќавате, во тогашниот период кога имавме друго парламентарно мнозинство, се иззема и обврската Собранието да ги гледа и да ги дискутира ревизорските извештаи, што отвори дополнителна можност за неотчетност на институциите кога станува збор за финансиското работење. Во овој контекст ние зборуваме за враќање на надлежноста на Собранието да дискутира по ревизорските извештаи, меѓутоа и за создавање на формирање на подкомисија во рамки на Комисијата за финансирање и буџет, кој што исклучиво ќе ги дискутира и ќе ги разгледува финансиските извештаи изготвени од ревизијата, за да може врз основа на сопствените надлежности да покренува и други иницијативи пред други органи. Како ќе се справите со евентуалните злоупотреби на пратениците, бидејќи случаи како што не објавени во извештајот, имаше и меѓу пратениците во еден период? Тоа се однесува и за пратениците. Значи, законот треба да важи еднакво за сите, независно дали станува збор за пратеник, дали станува збор за министер, дали станува збор за некој друг избран функционер. Кога велиме нема расипничко и коруптивно однесување, тоа го мислиме и за пратениците. Овдека не зборуваме за правото на употреба на правото на патните трошоци, овдека зборуваме за злоупотреба на правото за користење на патни надоместоци и сите злоупотреби кои што ќе бидат детектирани од страна на надлежните служби, кои што се задолжени за ажурирање на автентичноста на патните, приложувањето на патните трошоци од страна на пратениците и избраните функционери, треба исто така да обрнат внимание за да спречат и навремено да предупредат на можни злоупотреби. Затоа, кога зборуваме за патните трошоци генерално, не ги изземаме ниту пратениците, ниту избраните функционери. Напротив, измените и дополните на законите два што ги поднесовме за плати и надоместоци на избрани и именувани функционери и законот за пратеници ја регулира, односно го намалува процентот на можност за наплата на патни трошоци, што дополнително укажува на потребата и нашата грижа сите овие детектирани слабости кои што биле можност за злоупотреба да бидат отстранати во иднина. Повелете. Како мнозинство во Собранието. Да, парламентарно мнозинство. Ако не си дадат оставка, ние ќе поднесеме иницијатива, така. Да. Генерално подносно извештаите, односно годишните извештаи што треба институциите да ги доставуваат. Така. И во што треба да се барем треба да се содржат одредени податоци, финансиски податоци, кои треба изличени за кажана комисија, односно следната комисија со представници на тези институции. Дали не сметате дека до Собранието треба да се доставуваат некакви квалифицирани извештаи од овие институции, за да имате поголем увид во тоа што тие го радат? За тоа изборуваме. Значи, средбата која што ќе се одржи утре со одговорни на неколку институции, меѓутоа тоа ќе важи за сите институции кои што имаат обврска на годишно ниво да доставуваат извештаи до Собранието на Република Македонија, е потребата од унифицирање на годишните извештаи и доставување на потребни информации кои што досега не биле доставувани. Кога зборуваме за отчетноста од страна на институциите пред Собранието на Република Македонија, во контекст на ова што го зборував предходно, во делот на гледањето на ревизорските извештаи, токму и овој момент, дека досега скоро и отсуствувале податоци кои што се однесувале за трошењето и финансиското работење на институциите, меѓутоа и многу други податоци кои што биле потребни за јавноста, за медиумите и за граѓаните, не биле содржани во годишните извештаи. Затоа нашиот напор е да им се даде обврската на институциите
годишните извештаи да ги прават со многу посуштински податоци, многу побитни информации кои што ќе значат финансиска транспарентност на самите институции, за да можат и граѓаните, и медиумите, но и ние пратениците да имаме и поголема контрола во делот на финансиското нивно работење, така што ова унифицирање веќе во доставувањето на годишните извештаи на институциите за 2017 година ќе биде веќе обврска. Повелете. Да се бара отговорност од различните власти за тоа што е направено. И ако да се бара отговорност за тоа што се направено во минатото, кој ќе биде тоа што како може да знае дека нема да се прави, па само се треба разни работи така мало да се Значи, секоја институција треба да се грижи за спроведување на своите права и обврски, кога ги гледа извештаите за работењето на институциите. Кога зборуваме за разгледување на извештаите на државниот ревизор, треба да се знае дека државниот ревизор работи согласно годишен план за ревизија и тука не се опфатени сите институции кои што подлежат на ревизија од страна на Државниот завод за ревизија. Па имаме пракси минатите години да има во една година и две ревизии во една област или во едно ресорно министерство, да нема воопшто ревизија во јавно предпријатие или во некоја друга институција која што е буџетски моќна. Во таа насока, ние кога зборуваме за ова фискална транспарентност на институциите и обврска за транспарентност, мислиме и на зголемените обврски на Државниот завод за ревизија по однос на почесто и неселективно вршење на ревизијата, за да може и јавноста да направи увид во финансиското работење. Меѓутоа, тоа не е обврска само на Државниот завод за ревизија, напротив, обврската паѓа на сите кои што предлагаат буџет, усвојуваат буџет, контролираат трошење на народни пари и детектираат или спречуваат можни злоупотреби на буџетски средства. Така што овдека можеме да зборуваме само исклучиво од аспект на надлежноста на собранието, но тоа повторно ќе кажам, не ги исклучува сите институции и јавни заинтересирани страни да го отворат прашањето за финансиското работење. Напротив, дури сега и веќе зголемената фискална транспарентност наметнува обврска на институциите и за јавно објавување на сите фискални импликации во постапките кои што ги водат и надлежностите што ги спроведуваат.